Благодарам председателе, почитуван министер, почитувани колеги пратеници. Денеска разговараме по предлог на законот за дополнување на законот за здравствена заштита. Сметам дека се работи за предлог на закон за здравствена заштита кој што е поднесен со големо задоснување. Тоа е мојата констатација и сметам дека овој предлог на закон не ја остварува целта која што би требало да ја оствари државата, ако се има во предвид дека заштитата на животот и на здравјето на луѓето е уставно загарантирана категорија и уште еден член, а тоа е членот 9 од уставот, дека сите се еднакви, сите имаат право на еднакво лекување. Во самото образложение на законот во интерес на јавноста, односно во самиот вовед, се наведува тешката социјална ситуација во државата, големата сиромаштија во која што живее македонскиот граѓанин. Јас не знам навистина дали министерот го прочита и го одобри овој вовед, но добро е што еве излегува вистината и во нивниот предлог законско решение, каде што стои дека 85.000 македонски граѓани живеат со 40 денари дневно и речиси секој четврти преживува со не повеќе од 126 денари на ден. Ова е вистината, можеби и подраматични се бројките, но токму затоа сме ние тука, да им овозможиме токму на овие граѓани кои што живеат со 40 денари, односно 120 денари на ден, да имаат еднаква можност за лекување, особено кога се работи за пандемијата, лица зафатени со вирусот од COVID-19, па и они останатите кои што поради неможност, заради големата оптовареност на јавно здравствени установи, да бидат лекувани во приватните здравствени установи, и тоа едните бесплатно, а додека сите останати да плаќаат максимален износ од 6.000 денари. Сметам дека овој предлог на закон кој што е пред нас и кој што е поднесен од страна на министерот како предлагач, сметам дека не ја исполнува, како што кажав, целта. Ќе кажам прво зашто е задоцнет. Задоцнет е затоа што буквално од кога е прогласена кризна состојба на територијата на Република Македонија се плjačкосуваат граѓаните. Сигурно и министерот Венко знае дека граѓаните плаќаат по 12.000 евра само за да можат да се лекуваат во приватна здравствена установа. И тоа е јавна тајна. Факт е дека оние кои што имаат пари можат да се лекуваат и можат да си го дозволат тоа во приватното здравство, но има една категорија на граѓани кои што само за да си го заштитат своето сопствено здравје, ги заложија своите имоти, подигнаа хипотекарни кредити од банките и останаа за жал без основни средства за живот, а при тоа ги изгубија и своите најмили. Ние се уште се наоѓаме во фаза на пандемија, кога имаме огромна смртност на пациентите и огромен број на заразени. И сметам дека законско решение со кое што ќе се олесни пристапот на сите граѓани, без разлика колку се финансирани, односно ситуирани во приватното здравство, треба да биде приоритет при носењето на овој закон. Како што кажав, во предлогот понатаму стои дека пристапот до соодветна здравствена заштита не може да зависи од социјалниот статус, односно од имотната положба на граѓаните. Тука мораме да обрнеме внимание кога ќе расправаме по овој предлог на закон и за сумата на пари која што граѓаните плаќаат за тестирање од COVID-19. Знаеме дека цената во приватно здравство за еден PCR тест изнесува од 2.500 денари до 7.000 денари во зависност од тоа за колку време пациентот бара да му биде издаден резултатот по тоа тестирање. Некои проценки, само до декември минатата година беа потрошени околу 8 милиони евра за тестирање во приватните лаборатории и токму затоа ние не се согласуваме со
предложеното законско решение во кое се вели дека нели ограничување има, но сепак тоа е во сума која што ќе биде од околу 1850 денари за ПСР тест во приватните здравствени установи, затоа што сметаме дека сите граѓани, доколку имаат упат и симптоматологија од COVID-19, треба да имаат подеднаков третман и во јавното и во приватна здравствена установа и ПСР тестовите да не се наплаќаат воопшто. Она можеби што е и најинтригантно во овој дел на предлогот на закон е моментот во кој што стои дека доколку се исполнети капацитетите во јавните здравствени установи, пациентите кои што ќе се лекуваат во приватните здравствени установи ќе бидат ограничувани согласно референтните цени кои што ќе ги утврди владата на Република Македонија. Јас во овој закон не можам да видам износот на кој што ќе биде ограничено плаќањето на овие услуги од страна на пациентите, но од изјавите на министерот во медиумите станува збор за ограничување од 45.000 денари до 305.000 денари за третман од COVID-19. Сега тука се поставува прашањето дали прво основниот услов кој што се бара во законот, тоа е да бидат исполнети сите капацитети. Од досегашното искуство можеме да кажеме дека во ниту еден момент, барем официјално, од она што можеме да го слушнеме по медиумите, не беа исполнети целосно ковид капацитетите за лекување во јавните здравствени установи. А додека реалноста која што и вие знаете како мнозинство и ние како опозиција е дека е многу поразлична, затоа што имаше многу често на случаеви кои што не успеа да бидат третирани во јавното здравство и истите мора да бидат да го бараат својот спас во приватните здравствени установи. Тука се поставува прашањето дали ова законско решение се однесува само на оние кои што по нивно барање, значи доколку одлучат така, а се исполнети капацитетите, ќе одат да се лекуваат во приватно здравствените установи, или пак тоа ќе важи за сите без разлика доколку нели се исполнети овие капацитети во државното здравство. Токму затоа ние поднесовме и предлог на закон со кој што сметаме дека лекувањето на пациенти кои што се инфицирани од COVID-19, доколку нема услови во јавните здравствени установи, треба да биде бесплатно за сите нив во приватните здравствени установи кои што нормално нели вршат ваква дејност. Сметам дека се работи во вашиот предлог на закон за едно решение кое што ќе им овозможи третман на оние кои што веќе имаат средства, имаат пари да се лекуваат во приватна здравствена установа, и на оние кои што за жал ќе мораат повторно да го заложат својот имот или да подигнат кредити, се изменувам, за лекување од COVID-19 во приватни здравствени установи. Ако сакаме да му помогнеме на народот и на граѓаните, треба да се договориме дека е потребно бесплатно лекување за сите пациенти, доколку има таква потреба во приватните здравствени установи, да не ги ограничуваме оние кои што претходно кажавте дека живеат со 45 и со 100 денари дневно, да не можат да се лекуваат во приватните здравствени установи. Понатаму она со кое што не се сложуваме е тоа што, како што кажа во вашиот предлог на закон, сумата, односно износот на ПСР тест не е бесплатен, значи во приватното здравство доколку има симптоматологија, а нема услови за тестирање во државно здравство, што е многу чест случај, затоа што сите сме сведоци на огромните гужви кои што се случуваат пред приватните лаборатории и тие луѓе имаат едноставно потреба за брз тест, односно за брзо тестирање, затоа што докторот ги упатил да се тестираат, но тоа не можат да го направат во јавната здравствена установа, односно се закажува термин за после 2, 3, 4 дена. Уште една работа со која што не се сложуваме, а ние бараме како законско решение е сите лекови кои што се за третман од COVID-19,
Сите знаеме дека многу често се препишува моксировод како антибиотик за третмент од COVID-19, кој што не е на позитивната листа, а се плаќа 600-650 денари за овој антибиотик, но и другите сет на суплементи кои што или се работат исто така за третман како замена на клексанот, ако не грешам. Така да сметаме дека овие лекови и суплементи треба да си го најдат своето место на позитивните листи, делот кои што се лекарства, они останатите да бидат субвенционирани на еден начин од државата. Исто така според мене она што е спорно е дека треба се добие согласност од Министерството за здравство. Според мене за лекување во приватно здравствена установа, според мене ова законско решение не е суштинско, затоа што доколку се поставуваат услови како да нема доволно кревети во јавната здравствена установа и да има согласност од Министерството за здравство, комплицирано за да дојдат граѓаните до услуги за лекување од COVID-19. Понатаму во делот на законот со кој можам да кажам дека се зема право, а не знам од каде извира тоа право, да се стави забрана за вработување и преземање на лекари од јавно здравство во приватно здравство. Може би ќе се сложаме дека во услови на криза и пандемија дека треба да се заштитат јавните здравствени установи, дека не треба да се дозволи докторите и сестрите да ни заминуваат, но и тоа е факт. Но сепак сметам дека државата не прави доволно за да ги задржи докторите и медицинските сестри во јавното здравство. И она што беше случај е, имаме се уште доктори, лекари во бирото за вработување кои што се невработени, имаме медицински сестри кои што се невработени. Токму затоа и во измената на Законот за здравствена заштита ние поднесовме предлог кој што беше усвоен да се даваат и договори за работа на овие доктори и медицински сестри кои што не се вработени во моментот. Сметам дека државата, односно Министерството за здравство не се грижи доволно за здравствениот кадар, особено во кој што неколку пати го повторувам, во кој што упорно не сакате како министерство да го слушнете, тоа е проблемот со медицинските сестри кои што имаат завршено високо образование и за кои што дел селективно им се признаваат тие дипломи и добиваат зголемување на плата согласно образованието, а голем дел од нив што во меѓувреме во услови на пандемија и криза исто така ревносно работат во ковид центрите па и не само во ковид центрите и во другите оделенија кои што се многу оптеретени со работа и со пациенти, не им се признаваат дипломи и се оштетени за не знам околу 100 евра месечно. Така да имаме забелешки генерално на законот, но она што најверојатно ќе се согласиме и ние како опозиција и вие како мнозинство е дека е потребно, преку потребно е вакво законско решение со кое што ќе се овозможи таков пристап на сите и во јавното здравство, но и во приватното здравство, и тоа е пред се јавен интерес. Ви благодарам.